Започна реализацијата на проектот Аква-М2 за одржливо управување со водените ресурси во прекуграничниот регион, финансиран преку интерекипа програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција. Според градоначалникот на Гевгелија Сашко Поцков, станува збор за регулација на Конска река во најкритичниот дел од коритото. Со овој проект всушност продолжуваат активности за заштита на реката Вардар и целиот прекуграничен регион од загадување. Регулацијата на сува река започнува на делот од почетокот на свртување на коритото кон јужниот дел на урбанизираната зона во должина од 600 метри. Станува збор за најкритичниот дел од коритото, кој досега предизвикуваше излевање на речните води и загрозување на блиските стамбени објекти при пообилни врнежи и недојдени речни води. Со проектот се предвидува формирање на минор корито на регулација, 7 каскадни прагови, а ќе бидат изведени заштитни насипи, така што дното и бреговите од коритото ќе бидат соодветно обликувани. Покрај ова, со проектот се предвидени и неколку обуки за управување со водите и организиране повеќе информативно-едукативни средби. Вкупниот буџет на проектот изнесува околу 1,5 милиони евра. Лидер партнер на проектот е општина Гевгелија, а партнер од македонска страна јавното комунално предпријатие Комуналец Гевгелија. Додека од грчка страна партнери се Оделот за развој на хемиските истражувања при Универзитетот Аристотелу од Солун и општинските водостопански предпријатија во Пеонија и Халкидона. Вкупниот буџет на проектот изнесува 1.448.329.000 евра, од кои на општина Гевгелија се доделени 516.000 евра за регулација на делот коритото на сува река, додека пак на јавното комунално предпријатие Комуналец му се доделени 123.807 евра за набавка на опрема за мерење на квалитетот на водата. На Гевгелиското јавно предпријатие му се доделени 123.000 евра за најсовремена лабораторија за мерење на квалитетот на водата. Од општината најавуваат дека ќе прават напори за обезбедување дополнителни средства за целосна регулација на речното корито, кое според локалните власти неретко представува опасност за средината.